Почитувани, во целост ја поддржуваме истрајноста на СОНК и во целост ја разбираме секоја одлука која тие ќе ја донесат, а е во насока на унапредување на статусот на образовниот кадар. ВМРО-ДПМН ги поддржува легитимните барања на наставниците и просветниот кадар. Власта залудно ги користи механизмите на уцени и притисоци. Штрајкот на СОНК беше најавуван 2 месеци пред да се случи. Владата, доколку вистински сакаше да најде решение за барањата на просветниот кадар, тоа можеше да го направи уште пред почетокот на штрајкот. Така немаше да има прекин во образовниот процес и немаше да биде на штета на децата. Доколку владата навистина сакаше образованието да биде организиран и постојан процес на напредување, немаше да го претвори во ресор на експерименти. Машинеријата на СДСМ и ДУИ ги активираше сите можни ресурси во обид да го прекинат штрајкот. Изјавите на поединци од владата се во спротивност со законите во Македонија. Имено, владата треба да биде свесна дека штрајкот е уставно право на работниците. Министерот Шакири и владата во овој момент продолжуваат да бидат најголемиот прекршувач на правата на работниците. И наместо да упатуваат закани кон наставниот кадар, треба да упатат решение и да ги поддржат нивните барања. Во овој случај не станува збор за барање за зголемување на правата, туку правата на наставниците се тотално прекршени. И конечно, наставниот кадар праќа силна порака дека тие се најзначајниот чинител во општеството. Наставниците се истрајни и обидите на владата за кршење на штрајкот не успеваат. Доколку се сериозни во изјавите дека наставата е приоритет, како што тврдат, тогаш итно треба да ги прифатат барањата на наставниците. Состојбата е итна и неодложна, наместо притисоци и закани, покачате ги платите на наставниците и ставете крај на прекинот на наставата. Ви благодарам.